вечер. Повеќе од 2000 американски трупи се очекува денес да пристигнат во Хаити и да им се придружат на 5000 што се веќе таму. Со хуманитарните напори во земјата, опустошена од земјотресот, ја започнуваме денешната емисија. Ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Спасувачките екипи велат дека хуманитарните напори почнуваат да ја менуваат ситуацијата, додека расте фрустрацијата во Порто-Принс, каде хајчаните имаат недостиг на храна, вода и политичко лидерство. Официјални лица велат дека се поставуваат нови мобилни болници на терен, помошта се дистрибуира низ градот, а има изголемен број летови на главниот аеродром. Светската програма за храна планира да дистрибуира оброци за 95.000 во главниот град, а генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун ветува дека очекува забрзување на доставувањето помош. Поранешниот председател Бил Клинтон патува за Хаити со основни намирници и ќе се сретне со председателот Рене Привал. Официјални лица велат дека околу 200.000 лица загинале во земјотресот. И додека спасувачите и натаму копаат пурнатините, хајчаните се држат до единственото што не го загубиле – верата. Гласот на Америка ве носи на миса во Порто-Принс. Во сенката на урнатина, што некогаш беше катедрала на Порто-Принс, верниците одржаа миса во неделата, 6 дена откако земјотресот го уништи градот. Ова е отецот Марија Ерик Тусан. Им велиме да живеат со верба во Бога и дека Господ ќе ни помогне повторно да изградиме државата. Мора да веруваме во тоа. На овој ден, верниците дојдоа овде да најдат малку утеха од мизеријата околу нив. Катедралата некогаш беше гордост на градот. Светлото на врвот на највисокото кубе беше толку силно што бродовите од море можеа да го видат. Единственото што остана овде непроменето е вербата на хајчаните и нивната бескрајна желба за опстанок. Мадам Едуард Таен е член на хорот што секој ден пеел во катедралата. Ова е ситуација на која никогаш нема да се навикнеме, но знаеме дека само неколкумина преживеавме и дека е на нас да ја обновиме државата, за другите да не отишле попусто. Помошта доаѓа, но не доволно брзо. Многумина знаат дека им останува само да се молат дека утре ќе биде подобро. Американскиот председател Барак Обама го одбележува денот на убиениот лидер за човекови права Мартин Лутер Кинг со настани во Белата куќа и говор на концерт во Вашингтон. Вчера Обама говореше за делото на Кинг во историската афроамериканска црква во Вашингтон. Тој се осврна на својата функција во контекст на празникот и истакна дека иако е првиот афроамериканец избран за председател, земјата допрва треба да влезе во пострасна фаза. Кинг говорел во истата црква во 1968. Американскиот председател Барак Обама во неделата исто така се појави на кампања во северозападната сојузна држава Масачусетс како поддршка за Марта Кокли, која се бори за место во Сенатот испразнето по смртта на Едвард Кенеди. Последните истражувања на јавно мислење индицираат дека за демократскиот генерален правобранител на државата не ќе биде лесно да ги добие изборите во вторник и покрај тоа што се кандидира во една од најдемократските држави во САД. Победата на републиканскиот државен сенатор Скот Браун би ги чинело демократите мнозинство од 60 места во Американскиот сенат, што ќе значи дека тие не би можеле да ги надгласаат тактиките за одлагање на гласање на републиканците, особено по легислативата за здравствена реформа. Обама при појавувањето кажа дека изборите во Масачусетс ќе решат дали земјата ќе оди напред или назад. Филмот Аватар доби награда за најдобра драма, а Hangover беше именуван за најдобра комедија на синокешното додалување на наградите Златен глобус. Джеймс Камерон исто така доби награда за режирање на Аватар. Наградата за најдобар актер во драма отиде кај Джеф Бриджес за портретирањето на кантри пејач во Crazy Heart. Актерката Сандра Булок го доби својот прв Златен глобус за водечката улога во Blind Side. Во категоријата најдобар актер во комедија или за мюзикал победи Роберт Дауни Џуниор за улогата во Шерлок Холмс, а Мерил Стрип доби награда за најдобра актерка во филм, мюзикал или комедија за портретирање на Джулија Чайлд во Джули енд Джулија. Моник доби Златен глобус за споредна улога како мајката на социјална помош во Precious, додека Кристоф Валц за споредна улога во Inglourious Basterds. Иновациите во тридимензионални телевизори и портабл компјутери неодамна беа представени на меѓународно шоу за електронска опрема во Лас Вегас.
За оваа возбудлива технологија е нашиот следен прилог. Повеќе од 110.000 посетители дојдоа да ги видат последните достигнувања во електронската опрема и игри. Најмногу возбуда предизвика новите телевизори во 3D. Речиси секој производител планира да произведува телевизори со тродимензионална технологија. Алекс Бусен од компанијата LG со седиште во Јужна Кореја вели дека сликата е реалистична. Некој фрла нешто, тоа лет, вие се тргате да го избегнете затоа што имате чувство дека ќе ве погоди. LG наскоро ќе понуди можност за видеоконференција преку интернет страницата Skype. Тој тренд ќе го следи и Panasonic, вели Емили Барта од компанијата. Тоа значи дека ќе може бесплатно да се јавувате од Skype на Skype, од комфортот на вашата дневна соба, со помош на екранот на вашиот телевизор со висока резолуција. Panasonic вели дека ќе понуди најголем плазма телевизор кој ќе биде широк 4 метри. Интернет апликации како што е MapQuest, што дава инструкции за стигнување на дестинации, ќе бидат достапни за возилата, меѓу кои неколку модели на Ford. Од областа на телекомуникацијскиот сектор, Nokia представува мобилен телефон со кој лесно ќе се плаќаат сметките во земјите во развој, вели Хитеш Ананд. Сега треба да подигнете пари од банка, да застанете во ред и да чекате да си ја платите сметката за потрошена струја. Ако сте работник, тоа за вас значи изгубена заработувачка за половина ден. На сајамот исто така е представена нова и напредна електроника која штеди енергија. Интернет радија, безлични лаптоп компјутери, видеоапарати со најмодерен дизајн. Много енергија се вложува во промовирање на новите електронски иновации, но ова индустрија се надева дека тоа ќе се исплати во добра продажба наредната година. Утре во Newsflash, по првата година на Обама, економијата стабилизирана, но проблемите обстојуваат. Гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Поздрав од Вашингтон, до гледање.